Благодарам председател на комисијата, кој денес по 8 пат се представивте на оваа комисија како судија, со судии, дали судии поротници околу вас, од кој што судијата во наодници Сашко Костов веќе ја кажа и пресудата која што му следува на колегата пратеник Трајко Велјановски. Така да, од ова што можевме од вашите реплики да го слушнеме, може да се донесе заклучок дека нема потреба ни од одржување на оваа комисија, а можеби нема потреба ни од одржување на судски процес, затоа што судскиот процес уште не почнат. Колегите пратеници од Социјалдемократскиот сојуз веќе ја изнесоа на почетокот од оваа комисија и пресудата. Денес е 22.2.2019 година. Почитувани колеги, почитувана јавност, денес единствен начин на кој можеме да се поздравиме овде во Собранието на Република Македонија, имајќи ги во предвид и вчерашните настани, е поздравот среќна нова 49-та година. За жал, сведоци сме последниве месеци дека власта не врати сите во време на комунизмот. Почитувани колеги, членови, заменици на оваа комисија, денес вие повторно сте во улога на судии, повторно ќе одлучувате за судбините на луѓето. По 8 пат одземате имунитет на колега пратеник од опозицијата. И на претходната седница кога одземавте имунитет ве прашав и сега повторно го повторувам прашањето. Почитувани колеги, кој е списокот од пратеници? Кој е следниот? Одземете ни еве на сите веднаш имунитет. Сите сме тука, пратениците од опозицијата, од ВМРО, ДПМН и од коалицијата. Дали во салава, дали долу. Веднаш одземете ни го на сите имунитетот, осудете не. Апсете бе луѓе, апсете, еве тука сме. Слободно апсете. Кога веќе виновници гледате во пратениците од ВМРО, ДПМН и коалицијата. Линчувајте не, одлучувајте еве за нашите судбини. Само престанете да сеете страф меѓу народот. Престанете да го тероризирате народот. Ако е целта да се уништи пратеничката група на ВМРО, ДПМН, еве велам уште денес, одземете ни го на сите имунитетот и апсете. Само ослободете го народот од притисокот кој што од минута во минута го создавате. Почитувани колеги, кажувате дека оваа комисија работи со цел да се одземе имунитетот, односно целта веќе ви е јасна и одлуката е јасна, за да му се овозможело на судот да ја води судската постапка. Повторно се поставува прашањето тогаш која е потребата од работа на оваа комисија и кој му оневозможува на судот да ја води судската постапка ако колега пратеник има имунитет. Ќе го повторам прашањето кој што го постави Трајко Велјановски. Зошто ја држиме комисијава? Од вас овде само видовме дека по 8 пат се поставувате во улога на судии, одлучувате за нечи живот. Ова што деновиве се случува, ова што изминативе месеци се случува, е само класичен политички прогон на политички неистомисленици и за жал морам да го заклучам дека не вративте во времето на нашите дедовци кога беа праќани по затворите во време на комунизмот. Зошто? Само затоа што имаа поинаква мисла од онаа на комунистите. За жал, деновиве историјата се повторува и уште еднаш ќе ви повторам. Еве сме, тука сме, одземајте имунитет, апсете не, ако целта е пратеничката група на ВМРО, ДПМН. Оставете го намира народот. Колеги пратеници, ве молам, размислете за улогата која што ви ја доделиле и улогата која што безпрекорно си ја завршувате на оваа комисија. Во образложението, да бидам искрена,
во зборувањето Павле и не го разбрав членовите што ги читаше, што значат, како значат, може би е добро да ги повтори. Меѓутоа, колегата Велјановски ги наведи причините поради кои се обвинува за тероризам. Кажа дека конститутивната седница траела само месец дена од 27.3 до 27.4, а тоа е пракса која што не е во Македонија, не само што во Македонија се повторувала и е имало во минатото, туку пракса која што сме сведоци дека има во голем број земји во светот. Велите требало да овозможи промена на точките на дневниот ред и за тоа го теретите за тероризам. Го теретите за СМС порака во која што информира дека премиерот Заев, тогашен лидер на опозицијата, имал пресконференција и за тоа го теретите за тероризам. И сега вака не мора гласно да одговорите, туку сите во вас поставете си го прашањето дали некој од вас, председател на комисија, еве како Павле, или функционер во партијата, не комуницира со лидер на партија, не комуницира со премиер, не комуницира со министри и какви пораки праќа и како еден ден тие пораки може некој да ги истумачи. И дали врз основа на такви пораки, секој вака да си се ставиме во таа улога, може утре други ден да биде линчуван од политичките неистомисленици. Го теретите за тероризам заради форвардирана порака од Никола Груевски. Го теретите за тероризам заради тоа што онака како што му налага деловникот, дал процедурално на заменик, координатор на пратеничка група. Сите овдека, не само тие што многу добро го познаваат деловникот, не само правниците, знаеме дека председател на собрание, председавач на седница, не може да му одземе збор, односно не може да ги избрише пријавените колеги од редоследот како што се пријавени, не може да ја мездума листата на пријавени, затоа што тоа е пропишано во деловникот. А пак да се обвинува Трајко Велјановски дека го прекршува деловникот во најмала рака е несериозно, затоа што и по искусните и по неискусните колеги, сигурна сум дека ќе се согласите со мене, дека Трајко Велјановски е еден од ретките пратеници што деловникот го има во малиот прст. Се поставува прашањето зошто ништо не е покренато во ноември 2017 година, кога на Трајко Велјановски му беше навештачање телефонот. Еве овие исти пораки, дали тогаш не беа пораки за да тој биде обвинет за тероризам. Целта е очигледна да се продолжи со пресметка на политичките неистомисленици. Денес, февруари 2019 година. Сето тоа се случувало во 2017 година. Затоа што беше споменат вчерашниот случај, многу накратко ќе се задржам. Барем еден од вас да го осудеше, а не вчера на пресконференции да обвинувате дека биле нарачани сценарии. Што е целта? Физички линч на ВМРО-вците? Почнавте со физичкиот линч. Пак ќе речам, продолжете, тука сме. Почитувани колеги, не ве разбирам и не би сакала да се наоѓам во ваша ситуација, затоа што јас сведок сум, и голем број пратеници од опозицијата сме сведоци дека кога првиот пат одземавте имунитет на 5 колеги пратеници, дел од вас ликуваја, беа пресреќни со делото што го направија и си се пронаоѓаат во моиве зборови тие што тоа го правеа, за да по кратко време најпрвин за колешката Жаклина се докаже дека не е виновна.
Навистина не ми е јасно со кое лице ја гледате во очи, со кое лице ја поздравувате, а ниту еден од вас не се извинивте за тоа што го сторивте. Ниту еден од вас. Размислете денес и за ова што го правите и одлуката која што треба да ја донесете. Дали ова обвинение, кое што ние немавме можност, меѓутоа го слушнавме од колегата Трајко Велјановски за кој што е обвинет за тероризам, е обвинение за тероризам, и дали сте вие кои што треба да бидете джелатите и да му пресудите денес. Благодарам.